Зоче Заев на син му Дуле за полнолетство му отворил фирма за производство на електрична енергија. Тоа е затоа што Зоки многу си го сака своето дете. А ние останатава ситна боранија, за разлика од Зоки, ние не си ги сакаме децата. Ние си ги тепаме со закачалка и затоа сите си ги избркавме од дома. Правец во белиот свет да заработуваат, а не овде каде ни сметаат, тука да ни се маткаат меѓу нозе. Нема зашто овде да блескаат во економијата. За 4 години колку што Зоќе неовластено беше премиер на дипшитот, 200.000 наши деца отидоа во Европа и Америка, а некои и понатаму. Сургун чопек, ауфидерзен! Си позајмија пари, си ги собра парталите, не се исплаши од короната и си заминаа од темниот вилает на Зоки Заев и неговото судство, парламент и полиција. Само кондурите им ги оставивме овде. Ако Шеќеринска организира некаква журка на плоштад, да ги наредиме кондурите пред владата, за да можат невладините да лажат по белиот свет, како режимот ги избркал и сега нема кој да го гласа дуи и СДСМ најдемократските владетели во Европа и понатам. Сургун чопек ауфидерзен! Само не ми е јасно зашто Зоќе не му отворил на син му фирма за корнишони како што е фамилиарната традиција, туку за производство на струја, бе. И после ми текна. Му било глупо кога ќе се јавува за тендерите и кога ќе опрашаат зашто се јавил, да им рече па те барам, братче, за крастајците. Па не му личи на Зоќе да испраја криви крастајци. Тој е бизнисмен од висок ранг. Кривите крастајци од 250 денари му ги остави на соголениот народ да ги шмука. Тоест да ги јаде со гледање преку излог. Се фати Зоќе за струјата. Прво ја поскапе, па потоа отвори фирма да не му се мучи детево ко нашиве деца у странство. Или тука што се како што се мачат по фабриките овие кафиќите за 18.000 по ново, нали? Пардон, само Дуле не е дете. Да се разбереме. Деловно е способен, има 18 години. Така да од сега, така и ќе му се обраќаме. Бизнисменот Душко Заев. Ви се молам. И не е точно дека нема врска со бизнисот со струјата. Кога дедо му уште на времето имаше патентирано струја без плаќање, дури и патентот му беше потврден со судска пресуда, ако ме разбирате што сакам да ви кажам. Нали? А и татко му Зоќе има врска со производство на струја. Нели струјата оди во Македонија, во Северна Македонија по жици, а Зоќе не молеше да не му ја пипаме жицата. Мислам, жицата македонска, сакал да каже. Не пипајте, ќе нема дете во леп да јаде. Мора нешто да работи, што и да е. Струја, мислам, кој ти дава. Аман више од тие крастајци, па досадно е. Само крастајци да продаш, за крастајци да се фаќаш цел живот. Крастајца, овде крастајца, онде крастајца, крастајца. Не оди, досадно е. Кога вашите деца мораа да емигрираат, кога Пендаровски рече дека и он да не бил председател ќе си одел од Вука Јабинава, па нели е греото и Дуле Заев да си оди? Ви се молам, нали? Сургун чопек ауфидерзен! Нека остане младичот и нека ни буфта струја по нови цени. Битно е да дрма добро, а и струјата и марихуаната дрмаат здраво. И кеш има, бе! Па греото е без пари да работи, ко децава наши по кафичиве, нели на функционериве што ги отворија. А и фирма, бе, ја крстиле со мерак, бе. Абе, поетски. Total Energy. Цело е кога има се. И тоа се е само за Зоќе, ништо за другите. Тотално се. Кога тотално ќе ја сјебеш државата, кога тотално ќе смениш се, кога народот тотално ќе го осиромашиш, кога тотално ќе ја изгуби тој народ надежта, тогаш се појавува Total Energy. Фати жица. Целата енергија од тука. Тотално сите тендери. Или ќе оставите нешто и за Кочо, а? За Кочо ти има да нешто, а? За Кочо. И за овој од Дуи што ве бркаше со пиштоли, кима и за него, а? Кима. Мора и за него, бе, тотално барем 25%, па Македонија да оди тотално у курац. Пардон, мислам, Северна. Откако Заев ги реши сите проблеми во државава, реши на Дарвин да му се меша во штипки. Да гледаме корењата се. Значи сега тоа корењата, во науката, сите сме од мајмуните.
Така, по религијата сите сме од Адам и од Ева. И како бе тоа македонците од бугарите само од цел свет или бугарите од македонците, мислам, нели сме или од мајмуните или сме од Адам и од Ева, сега како? Така! За разлика од израелците, видовте, Заев гаѓа со нуклеарки, право во срце. Штом тресне нешто, треба тамо више не расте. По удар на вистинска нуклеарка, науката вели би преживеале само бубашвапите и шкорпиите, ама од нуклеарните глупости на Заев, абе пепел! Жити Богоројца, бе зоќе, де кажи која наука тврди дека потекнуваме од мајмуните? Дарвин да те чуе салто мортале ке направи во гробот со шпага, човек. Дарвин никогаш не рекол дека човекот потекнува од мајмуните. Оне што го рекол е дека човекот и мајмуните потекнуваат од некој заеднички предок. Ќе повторам, од заеднички предок, бе зоќе, а не од мајмун. Дечко, затоа треба да се вратиш во 7 оделение или барем читнија потеклото на видовите од Дарвин. Чисто онака колку да не маваш со нуклеарки. Многу боли тоа, бе зоќе. Веќе не ни е смешно. Колективно ги палиме свидетелствата од основно и дипломите. Ама изгледа за вас политичарите во власта е логично да потекнуваме од мајмун, зашто владеете со мајмунлаци и мајмунисување. Па мислите сите сме мајмуни, така? И како тоа мислиш? Според религијата сме од Адам и Ева. Адам и Ева кој ги направил, бе зоќе? Стево и Божана. Па внимавај што зборуваш. Може да те чуе Мила Царовска и смртно да ти се налути. Според Евангелието на Мила Царовска, може Адам и Ева и не постоеле. Туку првите родители на човекот биле Стево и Трпе. Нели, Стево бил родител 1, а Трпе бил родител 2. Па си посвоиле дете. А може не постоеле ни Стево ни Трпе, туку само Донка и Божана. Па тие си го посвоиле детето. Оти во првиот случај фали мајка родилка, а во вториот мајстор спермодарител, па мора да одат нели на посвојување. Ама зоќе, пак има проблем. Детево од каде го посвоиле? Им паднало во скутот планетата Криптон како Супермен? Ја еве да речеме потекнуваме од Адам и Ева, ама тоа се однесува претежно на нас христијаните. Тогаш муслиманите кој ги направил, бе зоќе? Мујо и Фата. А индусите кој ги правел, бе зоќе? Добро, еве, не знам за индусите, ама кинезите сигурно не се направени од Адам и Ева, туку од Брусли или Джеки Чен ги направил. Абе, стварно не знам, не се сеќавам. И како бе така религија и наука мешаш како карти за табланет? Не оди тоа така, бе зоќе. Тебе ти тргне со мешањево изгледа. Прво мешаше околу Гоце Делчев. Бил и наш, ама бил и бугар. И линденското востание, малку е македонско, ама малку повеќе бугарско. Идентитетот е бетон, ама може да биде и тесто според тебе. Името не го даваме, ама па шо има врска што го сменивме? Зоќе, овие чичковците во белите мантили со гумено чеканче во рака што шетаат и удираат пациенти по колено, имаат име за тој проблем. Шизофренија го викаат, целосен распад на душата и умот. Диши малку, бе. Сркни од тоа маслото што го шверцуваат твоите да се олабавиш. А може затоа и ти е смешен според што го имаме со Бугарија, затоа што самиот ти го направи. Па после си цицна од маслото и сега ти е све смешно. Супер. Само проблемот е во тоа што само ти се смееш. Нам одамна не ни е до смеење. Шекспир нема напишано ваква трагедија каква што испиша ти за Македонија. И да те подсетам на една добра песна од Желко Бродарич, Јапа. Голем хит беше во бивша Југославија. Пушти си ја на YouTube, најдија, се викаше Мајмун ради оно што види. Е сега ми е навистина преку Тасевски. Се надевам дека малку ве опуштив, можете слободно да одите на спиење и сонувајте ја Македонија онака како што ја замислувате.